Разгледуваме прилично значајно прашање за економски развој овде на брегот на Мејн, бидејќи Мејнскиот залив се загрева побрзо од 98% од океаните во светот. Работиме со рибарите да го зголемиме нивниот приход со одгледување на алги. Брегот во Мејн е традиционално независен. Повеќето од луѓето за кои можам да се сетам се собственици на оператори или собственици на независни чамци, а овде најмногу мислам на јастозите. Моделот морски фарми на Атлантикот им овозможува на луѓето да го задржат статусот на независен собственик на оператор, но и да ја добијат потребната поддршка за да се впуштат во ново поле кое е сосема различно од дивото ловење. Почнав да одгледувам школки во 2010 година и многу брзо после тоа решивме да одгледуваме и алги. Главната причина беше тоа што беше шанса да се направи добро за животната средина. Ламинаријата се одгледува во зима. Тоа е многу брзо растечки организам и ја засадуваме целата наша ламинарија на површина од 40.000 стапки во средината на есента, октомври-ноември. Се одгледува исклучиво во текот на зимата, а ја одржуваме во тој период и потоа ја собираме рано на пролет. Им помагаме на рибарите да добијат закуп. Им помагаме на нашите партнери земјоделци да ги подигнат своите фарми. Ние обезбедуваме техничка помош за тоа како да одгледуваат алги. Имаме сеопфатна програма за трансфер на алги, а потоа исто така ги одгледуваме сите семиња за алги. А тие семиња им ги даваме на нашите партнери земјоделци. Ламинаријата е добра за животната средина бидејќи помага да се отстранат некои од вишокот хранливи материи што се наоѓаат во крајбрежните екосистеми. Често тие хранливи материи се предизвикани од човечки причини, човечки извори. Ламинаријата всушност ги абсорбира тие хранливи материи од водата што може да помогне во рамнотежата на екосистемот, да се направи поздрав крајбрежен екосистем. Мислам дека за она што најмногу се радувам со мојата работа е да ја предизвикам конвенционалната мудрост за системот за храна и што храната може да направи за луѓето и животната средина. Можеме да погледнеме на брегот да ги видиме истите проблеми со кои се соочуваме на секаде на друго место, само можеби 20 години порано, за да можеме всушност да направиме нешто околу тоа. Ние исто така можеме да бидеме не само како предупредувачки знак за остатокот од светот, туку и како светилник на надеж за тоа како да продолжиме да се приспособуваме кон климатските промени на начин кој е промислен и превентивен.